Паника кај граѓаните. Голем број на затруени пациенти се пријавиле на клиниката за инфективни болести после оброкот од добро познатите угостителски објекти во Скопје. 5 лица се затруле со храна во гостилницата ДМ во Скопје, соопшти Државниот санитарен и здравствен инспекторат, повикувајќи се на известување од Центарот за јавно здравје Скопје. 5 лица со знаци за акутно труење со храна биле примени на Универзитетската клиника за инфективни болести и фебрилни состојби каде им била извршена епидемиолошка анкета. Од извршениот вонреден инспекциски надзор од се уште неофицијални информации било констатирана незадоволително одржувана општа хигиенска состојба во објектот и веднаш извршена превентивна дезинфекција, дезинсекција и дератизација на објектот од овластена установа согласно закон. Конечниот извештај по добиените сите потребни податоци кои ги очекуваме, ќе даде целосна слика за состојбата во конкретно именуваниот објект. Таа информација, тоа се што е дадено како званично соопштение, да, го потврдуваме, меѓутоа, за конечната верзија на информацијата, јавноста ќе биде информирана во добивање на сите потребни информации кои ние ги очекуваме. И воколку се потврди дека истата е точна, тогаш ќе се преземат соодветни мерки. На клиниката за инфективни болести во Скопје се прегледани 2 пациенти затруени со храна од сендвичарницата Седмица во Лептокарија, а стабилна е и состојбата на хоспитализираните 6 од 26 лица, кои пред 3 дена побарале помош откако јаделе во оваа сендвичарница. Извршен е вонреден санитарен надзор во сендвичарата Седмица заради појава на интоксицирани граѓани кои конзумирале храна од тој објект. Истите се хоспитализирани на клиника за инфективни болести и дел од нив во градска општа болница 8 септември. Заради симптоматологијата и по правила на кои ги спроведува инспекторатот, семени се мустри од објектот, а секако и спроведени потребните испитувања на пациентите кои дел беа хоспитализирани, а дел веднаш пуштени на домашно лекување. Имаме информации дека предизвикот е салмонела ентеритидис кај сите пациенти. Објектите Седмица и гостилница ДМ се затворени. Од Државен санитарен и здравствен инспекторат за телевизија Нова вела дека ќе се извршат превентивни мерки, а апелираат до граѓаните да останат смирени. Контролите се чести, има правилник како се оди и кога се контролира, особено се оди на контрола по појава на симптом кај луѓе кои конзумираат одредена храна од тој објект. Казните се сигурно ригорозни, тие завршуваат и се формулира завршен извештај по завршување на целата постапка. Односно, по завршување на лекувањето на пациентите и добивањето на конечните резултати. Граѓаните можат да бидат мирни во однос на постапките на Државниот санитарен и здравствен инспекторат. Постапките се исклучиво по закон, строго професионално се однесуваме и за секој забележан случај се интервенира веднаш. Нестабилноста на храната поради високите температури е основната причина за јавување на труење кај граѓаните. Лекарите апелираат во овој период од годината да се консумира лесна храна, витамини и минерали, а да се избегнува консумирање на брза храна, особено на мајонез и производи од месната индустрија.